Македонија, како чудесна земја, има и многу ретки ендемни дрвни видови. Еден од тие редок ендемен вид и терцијарен реликт е и дивиот костен. Дивиот костен во светот е многу малце распространет, го има само на Балканот. Во Македонија се наоѓа на 4 наоѓалишта. Едно е во Гарска река, едното е во Злидол Галичица. Имаме уште 2 помали наоѓалишта на Бистра, односно на Лопушник. Во Македонија се наоѓаат едни од најстарите стебла од див костен, што укажува на фактот дека тука е нивниот прадом, односно од тука потекнува да се шири и на други места овој дрвен вид. Природата што Господ ја создал, ние сме должни да ја чуваме. Ова е пораката што ќе ве пречека на влезот во Националниот парк Маврово. А овде природата не се штедела. Навистина била дарежлива. Грандиозни планини, длабоки котлини, пештери, речни долини, клисури, бистри и брзи врутоци, леднички езера. Свет на волшебни различности и исконска хармонија. Дом на 50 видови цицачи и 1435 растителни видови. Да се дзирне во секој дел од ова непрегледно пространство е речиси невозможно, но да се открие нешто ретко, па дури единствено во светот, е вистински предизвик. Патот до ова скриено богатство го започнуваме од местото викано Кичинички рид, од каде што се отвара поглед што ве остава без див. Се е големо, величенствено, бескрајно, единствено, неповторено. Пред нас е границата помеѓу планинскиот масив Бистра. Од левата страна доаѓа планинскиот масив Шар планина, на која што седеме, и пред вас она што го гледате е планинскиот масив Кораб. Скорост на крај во тој дел е Бешат и сите овие планини овдека, поголемиот дел од нив припаѓаат на Националниот парк Маврово. Есенскиот аспект на шумата во Националниот парк Маврово е многу карактеристичен пред се поради својата голема колоритност. Колоритноста се добива резултат на тоа што има голем број на различити дрвни видови. Секој дрвен вид има специфична боја на листот во текот на есента. Сето тоа допринесува да во овој есенски аспект добро ги разликуваме не само дрвните видови, него и шумите кои што ги градат. Големиот број на бои кои го сретнуваме во есенскиот аспект во овие шуми ги прави да имаат голема пределна вредност. Пределната вредност предизвикува одредена смиреност и кај човекот. Богатство од бои, богатство од плодови, мириси, вкусови, чувство на опуштеност и спокој. Уште повеќе што природата мајсторски се околу вас покрила со жолто-златна црвено-зелена покривка. Пределна вредност достојна за почит, пределна вредност со непроценливи природни богатства. Шумите во Македонија се многу богати со најразлични растенија, од кои поголемиот број се хранливи, јадливи. Имаме видови кои што се
нормално и отровни, не смеат да се конзумираат, и видови кои што се лековити. Есенскиот аспект е исто така многу карактеристичен, бидејќи знаете во есента зреат најголем број на плодовите. Шумските плодови се доста хранливи. Во минатото луѓето многу ги користеле како за исхрана, така и за лекување. Значи како чаеви, како храна, како джемови и други прехранбени производи. Ги собирале, а и ден денеска ги собираат. Еден од најчестите видови кои што го сретнуваме во есенскиот аспект во нашите шуми и нашите планини е шипката. Латинското име е Роза канина. Растение кое широко се употребува кај нас во Македонија за многу продукти, како што се правење на мармалат од шипки, како што е правење на чаеви од шипки. Знаеме дека шипката содржи многу витамин С и многу се користи баш заради тоа за лечење на настинки и за други болести. Шипката може да ја конзумираме и како свежа, особено кога ќе ја фати малце мраз, кога ќе омекне. Има мал месец дел, кое што е благо киселест, има која е зелен, содржи танини, ја собира устата, меѓутоа потоа кога ќе омекне станува помек и е многу по-вкусен. Никогаш не можете да сгрешите, бидејќи не постојат отровни шипки. Овдека гледаме уште едно лековито растение. Тоа е клематис виталба. Ова се плодови од клематис виталба. Клематис виталба кај нас го користат за лечење на некои специфични болести, како кожни болести. Сега е веќе во плод, иначе има многу убави бели цветови и е широко застапен во нашите шуми. Истиот представува една ползавица која се, еве овдека добро се гледа, која се качува по други растенија. Еден од ретките видови што се сретнува во Македонија е и Кратегус ориенталис, познат како глок. Овој вид се карактеризира и се разликува од другите видови затоа што има натре 5 семки. Плодчето му е јаболчесто. Се сретнува најчесто негде од 800 до 1500 метри надморска височина на планинските предели. Хранлив вид, значи луѓето може да конзумираат, меѓу и често пати го конзумираат и дивите животни, особено птиците, а паднатите плодови по земјата ги собираат животните како дивите свињи, мечката и друг вид на глодари. Во Националниот парк Маврово многу често се сретнува белата имела, позната по латинското име Вискум албо. Белата имела овдека најчесто како полупаразит се сретнува по елата, и тоа при врвовите на елите, како резултат на физиолошко ослабнување на елите. Белата имела е лековито растение, се користи и во народната медицина, меѓутоа и во фармацевската индустрија, се прават најразлични препарати. Белата имела е поврзана со голем број религиозни, културни и историски случувања. Се сретнува негде на надморска височина од 1000 до 1500-600 метри. Денеска е се повеќе распространета, бидејќи со климатските промени се менуваат животните услови и физиолошки ослабнуваат елите и белата имела ги напаѓа. Карактеристично за белата имела се плодовите и начинот на кој што се размножува белата имела. Ова плодче овдека се карактеризира со тоа што има една натре се наоѓа семчето и една пектинска материја, леплива.
птиците го јадат плодот, меѓутоа не може да го голтнат бидејќи е леплив, па одат до гранките каде што со клунот пробуваат да го отстранат. Значи залепен е плодот за гранчето и пробуваат да го отстранат. Еве како изгледа тоа кога е залепено. Вака кога ќе се залепи белата имела, односно плодчето на гранката, рти, испушта коренчиња и влегува во спроводните садови. Белата имела користи исклучиво само вода и неоргански материи, а самата има способност за асимилација, односно продукција на органски материи. Затоа се нарекува и полупаразит. А пак во народот постои верување дека белата имела е символ на убавина љубов и жртва. А за нејзините бели листови се вели дека се символ за верба во нови почетоци. Токму затоа, младите брачни парови застануваат под венец од бела имела, за да бидат среќни, благословени со вечна љубов и пород и заштитени од лоши и зли сили. А во овој непрегледен простор од околу 73.000 хектари, природата создала свое, единствено, автоктоно, но прифатила и зачувала растителни видови за кои малкумина би поверувале дека може да екзистираат во нашево поднебје. И тоа овде, во оваа недопрена природа во Реканскиот крај, во околината на селото Трница. Чудно е што безброј пати сме поминале или сме застанале во овој туристички комплекс, без да знаеме дека овој горостас, што не пречекува на влезот, е всушност дрво на секвоја. Уште понеобично е што ова е најдебелото стебло на секвоја во Европа. Негде во 60-тите години на минатиот век во Македонија се донесени брзо растежни видови, алохтони. Во таа група донесена и секвојата. И во тој период од расадникот на планета Китка е донесен и одреден број на секвои во Националниот парк Маврово. Денеска е останата само оваа секвоја. Поради специфичните услови се карактеризира со многу голем прираст, особено во долниот дел на деблото. И во европски рамки може да кажеме дека ова е секвоја со најдебело дебло во Европа. Не е многу висока, меѓутоа е доста дебела и представува реткост и специфика за Трница, местото кај што се наоѓаме сега, каде што ја посетуваат голем број посетители. Очигледно ќе треба да се обележи, да знаат луѓето дека се работи за секвоја, една од најголемите дрвја во светот. Патот кон нашата крајна дестинација, онаа најстара шумичка од див костен во светот, не води низ најживописните предели на Реканскиот крај. Недопрена природа и богато културно наследство проткаено со вековна историја. И не е ни чудно што за Малореканскиот крај со селата Гари, Лазарополе, Тресонче, Селце, Росоки, Осој и Могорче се вели дека е еден од најубавите региони во државава.
По регионалниот пат гостивар Дебар во близина на селото Могорче. Живописниот тек и обкружувањето на мала река го краси надалеку познатиот мост Еленскок, или како што некои милуваат да речат, мост на 3 легенди и вековна загадка. Мал, еднолачен камен мост, чии 2 краја се издигаат високо над крпестите брегови и се спојуваат во тенок лак. Отсуството на ограда дава посебна елеганција и естетика на мостот, а завршната обработка на калдрмата ја нагласува рустичноста и руралноста на мостот. Едни велат дека е изграден како вечен спомен на љубовта на младо момче и неговата одлучност да ја заштити честа на својата девојка, која резултирала со убиство на турски бег. Други веруваат дека е символ на слободата и непокорот, кога прекрасен Елен бил прогонуван од бег со неговата придружба во текот на лов. А пак трети раскажуваат дека е изграден како символ на човечката алчност и неискреност. Заедничко за сите е дека мостот е символ на љубовта и страдањето, а во него се втемелени духот на жителите на реканскиот крај и нивните градителски способности. Поречаните се горди на своето културно-историско наследство, но и на она ретко и единствено – шумичката од Див Костен. Едно од поголемите наоѓалишта во Македонија е наоѓалиштето во Гарска река. Тоа точно доаѓа негде под селото Осој, каде што негде во должина од километар и пол, покрај левиот и десниот брег на патот на Гарска река, покрај патот што води од Бошков мост до село Гари и село Лазарополе, се наоѓа оваа мала популација од Див Костен. Овие стебла овдека што се ги сретнуваме се стварно многу стари, измерени се возрасти преку 650 години. Покрај негде на број се преку 20-25 стебла, меѓутоа покрај овие стари стебла се сретнуваат и помлади стебла со најразлична возраст. Не е толку многу густи, меѓутоа покажува дека популацијата е стабилна и се размножува, односно ќе опстане. Кога прв пат влегов во оваа шумичка, да кажеме, и ги видов овие стебла, се зачудев на еден факт што кореновиот систем, поради тоа што постојано му изложен на силното влијание на течението на реката, која што го подкопува, внатре во коренот се наоѓаат голем број на камења кои коренот ги врзува, потоа се наоѓаат голем број на гранки. Меѓутоа нешто што ми остави силен впечаток беше појавата на така наречени топчести пнеуматофори. Досега вакви пнеуматофори, како еден вид метаморфоза на корен, се сретнуваат само кај мангрове шумите, односно шуми кои што се наоѓаат во солени води, каде што растенијата немаат достапност на воздух, односно кислород. Во кореновиот систем и како потребен за физиолошките потреби. Ова го прави уште по-значаен овој вид, баш со тие топчести пнеуматофори, кои досега нигде не сум сретнал ни во литературата, ни во некои други истражувања дека се карактеристични за Дивиот Костен. Па ова може да кажеме и еден феномен за нашиот Див Костен во Гарска река. Друго карактеристично е нивната големина на стеблата. Стеблата имаат диаметри преку 2 метра, со широко разгранета гранка, меѓутоа од самото дебло излегуваат секогаш негде 5 па и 7 поголеми како стебленца, како дебла, и го прават да изгледа доста широк. Овој костен плодоноси
Значи, бидејќи доле сретнаме и плодови, сретнуваме и подмладок, што значи дека е се уште вителен, иако е доста возрасен. Денес дивиот костен е распространет низ целиот свет, но фактот дека зачетокот и неговиот прадом е токму овде, на наше тло, ни дава за право да го третираме како нешто ретко, единствено и наше. Денеска дивиот костен во светски рамки е многу широко распространет, меѓутоа пред се како хортикултурен вид, односно вид кој што се користи во урбани средини, во цел свет, и во Америка, и во Европа, па дури и во Азија го користат. Што е тоа толку добро и убаво кај него што го земаат за хортикултурен вид? Тоа е неговиот изглед, хабитус, има широка крошна, големи и крупни прстести листови, потоа има убави исправени гроздести цветови со бела боја и на венчеливчињата се забележуваат розевкасти нијанси. Цвета на пролет, после листање и поради тоа најмногу се користи во урбаните средини. Меѓутоа за нас од тој аспект не е толку значен колку што е значен како природен феномен, односно редок дрвен вид кој се наоѓа само во Македонија. Дивиот костен има голема примена пред се во традиционалната медицина. Од дивиот костен уште во минатото од неговите плодови се правеле мелеми за подобрување на циркулацијата на вените кај луѓето и затоа бил многу и ден денеска не само во традиционална медицина, него и во фармацевската индустрија се користи дивиот костен за правење на вакви препарати за лечење на вените. Уште во турско време и самото име хипокастанум, конјски костен, укажува дека го користеле за лечење на коњите. Им правеле специјални препарати, лекови со кои што ги лечеле коњите. Негде денеска се официјално преку 13 типови на лекови се произведуваат од дивиот костен. Дивиот костен не можеме да го користиме за исхрана. Друга карактеристика за дивиот костен е тоа што е и медоносен вид. Пчелите идат на него. Иако во периодот кога цвете има голем број на други видови во урбаните средини што цветат, меѓутоа сепак и тоа е значајно да го споменеме. Природата дарила, не се штедела. Облагородила се што допрела. Па не е ни чудно што оваа популација на див костен е заштитена со закон и со право е во категоријата споменик на природата. Но колку сме свесни за ова подарено богатство? Што правиме и што можеме да направиме да го зачуваме за век и навек? Дадов и еден предлог да се стави на црвената листа, ред листата, за да се заштити и како културно, историско, природно богатство го промовираме во светот. Имаме кај нас нешто што е многу ретко, кој за жал не е промовирано. Минатата година оваа популација беше заштитена со закон, ставена беше во споменик на природа, а исто така и бидејќи е на самата граница меѓу Националниот парк Маврово и општина Дебар, да управува Националниот парк, бидејќи има соодветен стручен кадар. За понатамо потребна е една поголема промоција, да се истакнат одредени табли, показатели, да се преземат одредени мерки да се заштити, да се преземат мерки за да се возможи подобро природно да се распространува, значи да му дадеме подобри еколошки услови и секако како една од мерките што треба да направиме е да го очистиме оној пристап до дивиот костен. Ако некој не ви каже каде е вие па тешко ќе го забележите,
не ни знаеме дека нешто имаме. Треба на мапа да се обележи како значаен природен феномен, што треба да се промовира за да ја да даде уште поголемо значење за нашата чудесна Македонија. Жуборењето на Гарска, вековните корени и широките крошни на дивиот костен остануваат зад нас, а живописниот предел наоколу го оправдува тврдењето дека Малореканскиот крај е еден од најубавите региони во државава. Патот за дома не води до местото каде што мала река се влева во бистрите и забрефтани води на Радика, до Бошков мост. Мост што ги поврзува двата брега на реката, обвиен во тајни и легенди што ги раскажуваат жителите од овој крај. Според преданието, многу одамна селаните се обидувале да изградат мост преку брзите води на реката, но секоја вечер водата го рушела направеното. Мостот успеал да опстои откако еден од градителите поднел жртва и во темелите на мостот ја задзидел сенката на сопствената жена. Од тој ден мостот стои како сведок на љубов, болка и вечна посветеност. Реката повеќе никогаш не успеала да го урне, бидејќи се верува дека под нејзините води тивко пулсира срцето на жената чие име не се споменува, но чија сенка го одржува мостот жив. Од тогаш за Бошков мост велат дека не е само мост што ги поврзува двата брега, туку мост на два света, светот на соништата и светот на реалноста. А реалноста не враќа на она што го прочитавме на влезот во Националниот парк Маврово. Природата што Господ ја создал, ние сме должни да ја чуваме. При една средба со еден експерт од Ирска, кога ја работевме студијата за валоризација на Националниот парк Маврово, он истакна дека и толку не е значаен дивиот костен. Зашто толку? Затоа што еве да кажеме во Англија, во Велс, и во другите држави дури е и инвазивен вид. Ги иде покрај реките, и така натаму, па јас му кажав да, за вас може би инвазивен вид, меѓутоа за нас е значаен што е тука му е родното место, од тука потекнува. Тука во светот се наоѓаат најстарите стебла во светот. Затоа е и толку значаен. И затоа треба да го зачуваме. И навистина, изградено од вештите раце на некој неимар, или изнедрено од ова наше парче земја, наша должност е да го чуваме, но и да се воскитуваме на ова наследство од дамнина, во оваа наша чудесна Македонија.